Четврток, 18 октомври, го гледате најновото издание на регионалните вести. Започна третманот на бездомните кучиња во Гостивар. Официјално денес во Тетовска ветеринарна амбуланта се изврши чипирање и вакцинирање на заловените животни. Општина Гостивар започна со третманот на кучињата бездомници од градските улици. Денес во Тетовска ветеринарна амбуланта се изврши чипирање, вакцинирање и кастрација на заловените животни. Градоначалникот Арбен Таравари истакна дека наскоро ќе започне да функционира и стационарот за улични кучиња, откако ќе биде лиценциран. Пред одредено време ние како администрација на општина Гостивар најавивме дека се спремаме за третирање на уличните бездомните кучиња, иако подготвивме еден центар во Гостивар кој просторно е во старата касарна во Гостивар, меѓутоа процедурално се уште не сме готови таму за да почнеме со работа, бидејќи ни требаат одредени мали административни работи за да започне официјално да се лиценцира центарот за третирање на бездомни кучиња. Активностите решивме да ги започнеме пред да се започне со работа центарот за бездомни кучиња. Денеска сите бевме сведоци на третирање, на операција и вакцинација на кучињата кои што се наоѓаат во Гостивар. Им се поставуваат чипови во увото на кучињата, тие се назначени со градот и бројот на кучето кое што е третирано. Јас мислам дека ќе се обидеме што поскоро да ги третираме сите што ги имаме во регионот на општина Гостивар. Со тоа барем граѓаните ќе бидат сигурни дека кучињата се безопасни, се третирани, се вакцинирани и повеќето од нив ќе бидат и стерилизирани и кастрирани. Затоа што имавме тендерска постапка, се јави, не знам колку фирми се јавени, ветеринарите кои што ја добија работата за да ги третираат кучињата се тетовчани, па тука ја направија првата операција официјално. Од ветеринарната комора на Македонија ја поддржуваат реализацијата на решавање на еден многу сериозен и комунален и јавноздравствен проблем со кучињата скитници, кој освен во Гостивар е присутен и во другите градови. Ова е првата општина, општина Гостивар, која во западниот дел на Македонија ќе систематски ќе почне да го решава овој проблем. Иначе би морал да истакнам дека ова е лекување практично на симптомите на едно однесување, несовесното однесување на сопствениците, е главниот извор на овие проблеми и би апелирал на вистина на ниво на јавна одговорност, да речем дека кучињата се животни кои што заслужуваат и тие се со закон заштитени, нели имаат своји права и практично ветеринарната медицина треба да ги помери правата на човекот со правата на животните. Со години наназад граѓаните на Гостивар се соочуваат со проблемот со кучињата скитници. Неретко се случува да се движат во чопори да бидат агресивни, велат гостиварци. Приведени две лица од Теарце кои биле затекнати во близина на селото како водат коњи натоварени со огревно дрво за кое не поседувале документи. Од полицијата информираат и за неколку случаи на пронајдена дрога во текот на вчерашниот ден. Вчера околу 13 часот и 30 минути полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово пронашле црн ранец во кој имало околу 4 до 5 килограми најверојатно пресувана марихуана на локалниот пат што ги поврзува тетовските села Чифлик и Ларце во местноста Воденица. Ранецот бил оставен на гранка од дрво, а марихуаната била спакувана во најлонски ќесиња. Извршен е увид. Пронајдената марихуана е фотодокументирана и подигната за вештачење. Потоа околу 17 часот во Тетово лишен е од слобода 19 годишен тетовец, кај кого пронајдени одземени се 12 зипер кеси марихуана кои ќе се вештачат. По целосното расчистување на сите поединости против лицето ќе следува соодветен поднесок. 2 часа подоцна лишен од слобода и 35 годишен тетовец. При претрес на неговиот дом реализиран со судска наредба, пронајдена е марихуана, кокаин, екстази, 4 мобилни телефони и 28.500 денари.
Тетовецот задржан е во полициската станица Тетово и против него ќе следува поднесок, информираат од СВР Тетово. Засилени контролни активности на СВР Тетово. Меѓу прекршоците најчест бил непрописно паркирање, техничка неисправност на возилата и истечена регистрација. На поширокото полошко подрачје во вчерашните засилени сообраќајно-контролни активности вкупно откриени и соодветно заокружени, односно санкционирани се 70 на различни прекршоци. Близу 1/3 од нив или 21 се однесуваат на непрописно паркирање во Тетово, кај 8 возила констатирана е техничка неисправност. 3 имале истечена регистрација и исто толку лица управувале без положен возачки испит. Според СВР Тетово, овие прекршоци во тетовските контролни активности изготвени се 19 прекршочни, 25 мандатни платни налози и 8 писмени предупредувања. Гостиварските прекршоци пак заокружени се со 18 прекршочни и 6 мандатни платни налози. Ваквите активности ќе продолжат до крајот на овој месец со посебен акцент на паркирањето во Тетово и во Гостивар со цел да се обезбеди поголем ред и безбедност на улиците, пред се во централните подрачја. Возилата на електричен погон се поактуелни низ улиците на светските метрополи, најмногу поради еколошките придобивки. На улиците во Гостивар досега можеле да се забележат 2 до 3 електроавтомобили, а со цел да се поттикне нивната поголема употреба, во градот е поставена станица за полнење на вакви возила. Во Гостивар деновиве е поставен полнач за електрични возила. Полначот е лоциран на паркинг простор во центарот на градот и може да се користи бесплатно. Со ова Гостивар стана еден од 15-тината градови во Македонија каде ЕВН монтираше станици за полнење на електрични автомобили. Целта е да се поттикне поголемо користење на електричните возила, со што ќе се придонесе за почиста и поздрава животна средина. Официјален податок колку електроавтомобили се возат низ Гостивар нема. Досега низ гостиварските улици можеле да се забележат само 2 до 3 такви возила, кои од друга страна се поактуелни на улиците на светските метрополи. Дали во иднина и кај нас ке ги има повеќе, останува да се види. Сообраќајот е втор загадувач на воздухот веднаш по греењето на дрва. Откако лани во Гостивар беше поставена мерна станица за квалитетот на воздухот, вредностите често знаат да се покачат над дозволените граници, а досега не се преземени никакви конкретни мерки за да се спречи загадувањето. Навиките на гостиварци да користат автомобили кога не им е неопходно тешко се менуваат. Низ градските улици речиси секогаш има густ сообраќај и голем број автомобили, чии издувни гасови придонесуваат за покачување на нивото на штетни PM10 честички во воздухот. Во продолжение на регионалните вести, убав пример на зачувување на изворните песни. Група пријатели на договорени средби ги пеат песните на нивните предци, кои сведочат за едно убаво време. Тамо е стојан шилега илеле. За калдермисани улици, за силната љубов меѓу младите ергени и убавите моми. За овие мотиви, но и многу други. Група пријатели пеат за да ги зачуваат од заборав изворните песни. На договорени средби покрај скромна трпеза ги пеат песните на нивните предци, кои сведочат за едно убаво време. Хајде лето пројде, лето пројде, лено мори невидено. Да ги представиме и песните што многу адамна традиционално сме ги пееле, слушајќи ги од постарите, па до ден денеска со друштвото се собираме, идеме по селата, по црквите, по сите тие кои што ќе не поканат и така да по некоја песна ќе испееме. Смо биле ред по
од Рате, Сиричино, Серачино. Туденце еве денеска се наоѓаме со друштвото Варвара. Па ете смо глоđi тамо смо настапиле и на фестивалот во Лешок со триото Подгорија, што смо биле и во културно-уметничко друштво Брвеница. Смо биле в Долнени 3-4 пати, тамо на Илинденски денови во Битола, така да смо биле и во Џубокс, Скопје, така да ми е, често се составамо со трио Подгорија нормално ми е, па еве и другото друштво, со неколку песни, па некојаш и со повеќе време, повеќе саат на идеме да така како се моментално во Туденце на графче, така да ни биде поинтересно. Како најстар сега меѓу друштвово сум почнал да пеем пред 30 години. И до ден денеска пеемо, идемо на прославе, не вика, на родендани, на крштевке, на свадбе и некои други веселски или славе, кои славимо. И сега, за сега, тоа е, па да видимо до кога е важно, се беремо и добро ни е таќе да Господ уште поиќе да се беремо. Вистинска штета е што интересот за учење на овие песни кај младите е многу мал, вели Раде Србиновски, а забот на времето сериозно се заканува истите да бидат сосема заборавени. Се интересира некој за песниве, меѓутоа традиционално нема кој да не замени после нас. Ние се трудиме, те ќе се појават некои деца како што беа теарце, нешто да им помогнеме, да им објасниме за песните, да ги поттикнеме малку, така да полека некако изумираат овие песни, што младината просто им е страм, па вие како пеете, па ова не може секој да го пее. Па сме имале друштвата со културно-уметнички друштва, па ишле професори од факултети, снимиле, ево ова некоја песна, ќе снимимо CD, па денес, па утре, па ќе откажат, па ќе дојдат, па ќе снимат неколку песни, па ќе заминат и све така со време останавме така, годините ни поминуваат, ние останавме без да снимиме некој CD, да имаме традиционално да останат песните во традиција, како например триото Гавровски со кој исто сум наступувал, меѓутоа еве сега со подолг период нема интерес за песните. Давај ме, ајко мори, за него елеле. Во убав амбиент под есенското сонце ги оставивме овие љубители на изворните песни да се сладат со секоја строфа. До следно видување останува надежта дека сепак некое младо грло ќе ги наследи. Несекојдневен уметнички настан во Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец. Тетовци присуствуваа на здружен настап на словенички композитор со македонско потекло и ликовен уметник. Во Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец неделава се одржа несекојдневен уметнички настан. Тетовци присуствуваа на здружен настап на словенички композитор со македонско потекло Васко Атанасовски и ликовниот уметник Билјана Билбиловска од Македонија. Под мотото уметноста спојува. Додека се слушаа прекрасните звуци на саксофон и флейта, присутните имаа можност да уживаат во чинот на создавање на едно ликовно уметничко дело. Смитам дека постои аналогија помеѓу музиката и сликарството. Односно дека во сликата има мелодија, дека секоја слика содржи мелодија, а ако посматраме едно музичко дело како симфонија со увертира, развој, пауза и комбинација, тогаш слободно можеме да кажеме дека истите тие постулати ги содржи едно ликовно дело.
баш поради тоа сме на иста линија со Васко. На некој начин тој стил во сликарството е многу слободно да наречем чист сликарство, затоа што не бара претходна антиципација и концепт, туку импровизирање на самото место. Саксофонистот и флейтистот Васко Атанасовски е еден од најкреативните и најсестраните словенечки композитори и музичари, познат по неговата крос-жанровска соработка со светски познати джез, рок, класични и традиционални инструменталисти. Атанасовски досега за себе има 15 албумски објави, редовен гостин е на концертните подиуми широм Европа, но и во Индија, Кина, Јужна Америка и во САД. Билјана Билбиловска дипломирала и магистрирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Зад себе има 2 самостојни изложби, како и бројни групни представувања во Македонија, Србија, Турција, Романија, Полска, Франција и САД. Паралелно се занимава со илустрација, дизајн, како и со експериментален и документарен филм. Денес имавме сончево време, повремено со умерена локална облачност. Дуваше слаб до умерен ветер од променлив правец. Утринската температура се движеше од 2 до 10, а дневната од 23 до 28 степени Целзиусови. И утре ќе се задржи стабилно суво и релативно топло време со дневни температури над просекот за овој период од годината. Утринската температура ќе се движи од 1 до 8, а дневната од 21 до 25 степени Целзиусови. Вестите завршуваат овде. Благодарам што ги следевте. Пријатно.